Во објектите на детската градинка Ангел Шајче денеска започна поставувањето на специјализирани контейнери за собирање текстилен отпад. Оваа активност општина Куманово ја спроведува во соработка со колективниот постапувач со отпад Екотекст Груп Доел од Скопје, регистриран во Министерството за животна средина и просторно планирање, а такви контейнери ќе бидат поставени на 15 локации на подрачјето на градот. Целта на оваа иницијатива е да се овозможи правилно и одговорно управување со текстилниот отпад, да се поттикне граѓанската свест за реупотреба и рециклажа, како и да се придонесе кон заштита на животната средина. Одделенијата за заштита на животната средина и природата при општина Куманово ги повикува сите граѓани да се вклучат во оваа акција и да го одложуваат непотребниот или оштетен текстил во специјалните контейнери. Отпадот од текстил ќе биде третиран согласно законските прописи и ќе се испраќа на понатамошна селекција и преработка. Денеска поставуваме контейнери за селекција на текстил. Истите ќе бидат поставени на 15 локации во Куманово и се одберени точки заради заштита на самите садови за одлагање во околу 7 градинки, колку што сум запознаен, а основните училишта и неодредени критични пунктови и точки како што се ТПП пожарна во населба Гоце, Делчевка и Кошеви и се разградуваат дополнително одредени локации и кај што тие садови ќе бидат заштитени, се со цел и намера да направиме известна селекција на отпад и од типот на текстил, ако се земе во предвид дека претходно имаме за електричен отпад и за пластика, а истиот момент со пластика го разгледуваме со општина Куманово како би го предлабочиле тој пристап на селекција на отпад, едноставно за да можеме да го селектираме тој отпад, да си заштитиме сами животната средина. Ја поздравувам не само заложбата на општина Куманово и самиот субјект. Станува збор за високо квалитетни садови кои можете да ги видите од самите прилози, а апелот до населението е да го почитува. Не случајно се ставени во образовните институции затоа што едукација започнува од млади години и сметаме дека со еден таков чин ќе се стекне известна навика кај населението, која за жал и не постои во најголем број. А општина Куманово ќе продолжи да не поддржува и чистота секогаш стои на располагање за сите активности кои што треба да се преземат во нареден период. А најмногу од сите во општината го поздравам одделение за животна средина затоа што сите иницијативи доаѓаат преку нив и ние ќе продолжиме сите заедно да го селектираме отпадот. Најчесто кога велиме немој да палите, некако се повеќе се пали. Кога велиме не фрлајте, се повеќе се фрла, некако како луѓето полно работи да работат контра општината и контра нашите заложби како совет. Реката е полна со отпадоци и од пластика и од текстил. Еве апел до нашите сограѓани. Црвен крст е полн со гардероба, меѓутоа и затоа нема потреба да носат во гардероба облека во Црвен крст, затоа што се полни, имам информации такви, меѓутоа еве многу пунктови во општина поставени за селекција на отпад, односно во овој конкретен случај за текстил, нека не даваат на социјалните случаи, затоа што социјалните случаи го имат Црвениот крст. Значи апел е тоа од ова акција, туку нека доставуваат овдека за да може да има бенефит секој, вклучувајќи ни и нас да си го исчистиме отпадокот, односно гардеробата од дома, она застарена гардероба. Што очекувам? Очекувам да продолжи она синхронизирана акција помеѓу СВР и општинската инспекција. Беа повикани советниците од ромска националност, кои се двајца во Совет на општина Куманово, синхронизирано да одат на терен, да апелират, да алармират и веќе знам дека има еден чинител што е притворен, односно приведен во СВР и дека веќе се води некаква постапка против него. Меѓутоа, некако колку и повеќе да работиме на терен, се повеќе се разгорува, особено во овој летен период, ваков дим, ваков чад, ваква состојба кога се изгор температури, навистина не треба и апелирам до колективна свест. Луѓето на Октомвриска што живеат постојано праќат и клипови, постојано алармират во коректен однос со нив, постојано праќат информации, апелирам до СВР, до началникот, до пожарни, излегуваат на терен, меѓутоа не е тој начин ние да продолжиме со таков начин на функционирање. Значи, треба да се има свест, треба во овие страшни ситуации кога па и голем број на населението што ни е одселено доаѓа на гости, да имаме ваква ситуација во Куманово кога навистина
се е над плюс 40 да имаме дополнителни огнови. Согласно Законот за проширена одговорност и посебните текови на отпад, во 2013 година, 2020 година добивме лиценца меѓу прва ствари компанија. Законот е во сила од јануари 24 година. Тоа значи дека од 2024 година до сега Екотекст Груп има случајно 13 договори со општини кои се покажа како општествено одговорни, меѓу кои еве и општина Куманово. Ја поздравувам нивната иницијативата и нивното барање за склучување на ваков договор. На нивно барање се поставуваат 15 контейнери, 10 ќе бидат на македонски јазик, а 10 ќе бидат со двојазичен јазик за да се информираат и граѓаните од другата етничка заедница. Законот за проширена одговорност и посебните текови на отпад предвидува третман на текстилот, исклучиво на текстилни производи. Тоа значи чаршави, завеси, килими, не само гардероба, све опфаќа овој закон. Целта е што помалку одлагање во депониите и да се преработува. Ние имаме договор со регистрирани компании за транспорт, регистрирани компании за третман, регистрирани компании за преработка. Исклучиво со лиценцирани компании кои овој текстил има следливост од градинката кај што сме до кај што ќе заврши. Тоа значи материјалите кои ги собираме првично одат на примерна селекција, се двои еднобоен со повеќе боен, потоа оди полиестер, памук и ред да не набројувам, и потоа се рециклира по можност да се рециклира. Значи 90% од современите материјали се рециклираат, остатокот тоа што е неквалитетен, мешан и има други примеси, тој се употребува како енергенс за затоплување. Ланската година, само за ваша информација, имаме 400 тони собран текстилен отпад. Значи, годишниот извештај ни е доставен, одобрен од страна на Министерството за животна средина. 400 тони се собрани, не е голема бројка, меѓутоа не е ни мала за почеток. Тоа не е само преку општините, ние имаме договор со сите компании кои имаат примарна производство на текстил, значи конфекции кои произведуваат, друштва кои тргуваат. Наши комитенти се меѓу другите, Вајкики, Зара, значи сите водечки компании во Македонија се наши клиенти и со нив имаме прекрасна соработка, така да на добар пат сме полека да фатиме ритм како и другите закони за постапување од отпад кои се веќе 15 години во сила. Најдобар репер во оваа работа ни се дечињата. Верувајте, дечињата се правиот извор на да се реализира оваа работа, затоа што имаме поставено, како што ви реков, 13 општина Куманово, 12 општини од кои 10 се веќе во градинки и школи. Дечињата одејќи дома кажуваат: мамо, тато, немојте веќе кесите со алишта да ги ставате заедно со комуналниот смет, и така да ефектот е добар. Значи, исклучиво дечињата се во оваа работа, мислам дека најголем ефект и мотив.